Ние продолжуваме понатаму со програмата и убаво е кога во лето организмот има и физичка спортска активност. Со оглед на високите температури не сме сигурни кога, во кој дел од денот, меѓутоа и какви вежби да практикуваме. На спортската јавност, мојата денешна соговорничка и е позната како ракометарка на Металург на позиција лево крило. Марија Тасевска била дел и од повеќе интернационални клубови низ Европа, а денес работи како лиценциран персонален фитнес тренер и ќе ни помогне да разбереме како да го одржиме телото физички активно, па и во екот на летото. Добро утро и добре ми дојдовте. Добро утро и од мене, ви благодарам на поканата. Многу ми е драго што сум заедно тука со вас и ќе разговараме и ќе се дружиме. И мене ми е драго, Марија, и драго ми е, малку имавме денеска и машка енергија некаде во вториот час, сега малку и гледачите ќе имаат можност, па и по нежниот пол се разбира, да дознаеме како и на кој начин може да бидеме активни. На самиот почеток, јас ќе споменам дека имаме гледачи и од сите генерации, буквално. И во овој летен жежок период затворени сме дома пред малите екрани, меѓутоа на телото наше му е потребна активност. Кажете ни вака сега, со оглед на тоа дека со години се занимавате и како персонален фитнес тренер, што е важно? Дали пред вежбање треба да бидеме најадени, дали треба да бидеме хидрирани? Подобро е можеби да вежбаме вака во рани утрински часови на празен стомак. Кои се вашите препораки? Па кога вежбаме во овие летни денови, најчесто треба да му дадеме, најважно е дека треба му дадеме на телото да се адаптира на топлите температури и да си дојде само кон себе што си бара телото, тоа да му дадеме, да му овозможиме да функционира. Бидејќи се во овие летни денови најважно е да имаме број 1 е хидратацијата, односно со потењето губиме голем број на течности и електролити, така на тој начин можеме да ги надополниме. Според мене, мислам дека најважно е да имаме оброк лесен 1 до 2 часа пред тренингот, на тој начин ќе добиеме енергија и сила за истиот. Предпоставувам дека по тренингот, потоа можеби и нешто да не закрепне. По тренингот треба добра храна да се опорави телото од истиот. Така, вие по активната ракометна кариера работите како лиценциран фитнес тренер, па со оглед на тоа дека се почесто слушам дека за лицата кои што се над 40 години треба да работат со вежби со тежина. Дали може би е тоа и вашето размислување? Всушност, вежбите со тежина за која категорија на граѓани се препорачуваат? Вежбите со тежина се препорачуваат, за сите категории на луѓе, односно за тие кои што сакаат да ја задржат мускулната маса, да ја подобрат стабилноста, силата, секако и здравјето. Секако тоа треба да биде со добра адаптација по возраста, физичката состојба, односно физичкото здравје и целите. Така, предпоставувам дека со текот на годините го губиме тонусот во мускулите, га немаме истата сила како порано, па она што како истражување е спроведено е дека жените кои што се во перименопауза и менопауза најдобро е да се занимаваат токму со ваков тип на физичка активност. Зошто? Токму така, затоа што во тој период кај жените доаѓа до промена на хормоналниот баланс, со што доаѓа до губење на мускулната маса, густината на коските, секако со вежбањето со тежини може да се задржи тоа, да се зголеми густината на коските и метаболизмот, но исто така може и позитивно да влијае врз стресот, расположението, самодовербата и целокупното ментално здравје. Така што како што кажав претходно, се тоа треба да е добро избалансирано според возраста и физичкото здравје. А кажете ни во таа возраст, кои вежби можеби не се препорачуваат, кои може да му нанесат повреда на телото, да не дај Боже имаме и некаква искршеница и така натаму? Па мислам дека според тоа треба да се слуша телото, бидејќи тие најдобро знаат да осетат која вежба може да им
направи проблем. Некој дела дека трчањето не е практично за таа возраст, заради тоа што уште повеќе ги оштитува зглобовите. Да, дополнително создава притисок трчањето, но се зависи од човек до човек. Јас не би се сложила со тоа, мислам дека доколку има проблеми со зглобовите, може да се најде некоја друга активност, како јога, пливање, со што тие зглобовите ќе може полесно да функционира, претпоставувам. Го спомнавте делот со јогата и тоа е моето следно прашање. Каков е вашиот став за јогата? Еве и во вакви временски услови. Она што јас го прочитав е дека топлината помага да се релаксираат мускулите. Точно, топлината помага да се релаксираат, исто така да се опуштат мускулите, но треба да се внимава на интензитетот во временскиве услови, како што се овие летни временски услови. Јогата е прекрасна физичка активност, бидејќи го вклучува телото, но исто така ја вклучува и психичката релаксација. Јогата би ја препорачала за секој човек што сака да живее мир, може би повеќе. Да се справи со стресот, да ја зајакне својата мобилност, еластичност, флексибилност. И исто така ја препорачувам и за професионални спортисти како плюс активност. Така, ние баш во моментов гледаме некои такви инсерти на нашите видеообимови, кога станува збор за јога. И вака личи дека е лесно, и лица во поодмината возраст ги вежбаат овие вежби, но колку навистина јогата е лесна? Или тешка, може би? Па се зависи од организмот и како се справува со тоа, но мислам дека може секој да се справи со ваков вид на вежби, но секако кај јогата има и напредување, така да од полесни одат кон потешки. Така. На лето многумина препорачуваат и пливање, аеробик во вода, потоа стоечко веслање на штица, кајакарење. И би било идеално кога би имале сите можност да излеземе надвор во природа и да ги практикуваме токму овие вежби. Меѓутоа, еве да вие кажете ни за која возраст се совршена активност токму овие практики во спортот кои што ги споменав? Овие активности што ги споменавте се прекрасни, како што кажав претходно, бидејќи зглобовите не страдаат, односно водата дополнително ги опушта, така што првенствено ги препорачувам, поточно пливањето го препорачувам за луѓе кои што имаат проблеми со зглобовите или пак за луѓе кои што сакаат да имаат кардио, но не сакаат премногу оптеретување. Кајакарењето и стоечкото веслање се малку поспецифични, бидејќи треба сила, стабилност и баланс, но исто така тие се препорачливи за луѓе кои што сакаат да имаат поактивна рекреација. Така, а вежбите кои што ни изгледаат многу лесно и веројатно сакаме да ги практикуваме, изгледаат и атрактивно. Стоичкото веслање на штица, вела дека и не е така толку лесно како што изгледа. Тие морски, да речам, вежбите, или пак најчесто се практикуваат во вода. Не изгледа така лесно, но не се баш така лесни, бидејќи сепак треба баланс, целото тело да е фокусирано, се тоа треба да се... Рамнотежата е многу важна, посебно за овој дел. За жал, некогаш се прават грешки. Имавме и лето во неколку ситуации кога влегуваме во вода пренајадени или веднаш откако сме одморале, сонцето е многу силно и така натаму. Кои се правилата кон кои што треба да се придржуваме, посебно нели за граѓани кои што се, па ќе кажам, и во поодмината возраст? Да, особено во тој период треба да се внимава, бидејќи после тежок оброк организмот е насочен кон варење на храната, така што ако влеземе во вода во тој период би можело да се чувствуваме непријатно. Најдобро е да се почека некое време. Исто така, доколку сме во текот на целиот ден изложени на сонце, треба постепено да се влегува во вода за да не дојде до нагол температурен шок. Така. Ке ни кажете еве за некои правила, дали може би некакво загревање пред влез во вода, што им советувате на лицата кои што ги практикувате? Мислам дека за вежбање? За вежбање?
Да, еве конкретно и јас го кажав убаво аспект на тоа да се влегува во вода и така натаму, меѓутоа доколку се најдат да кажеме и на плажа и така натаму сакаат спортска активност од типот на одбојка или не знам што е она што се може да понуди едно место од тој калибар, како и на кој начин треба да се полека телото подготвува за спорт? Па треба да има загревање, односно некои мали можеби и истегнување, доколку долго време не се бавеле со спорт, не вежбале, може да дојде и до најмалата активност, до некаква промена или проблем. Како што реков претходно, најдобро е да се слуша телото, поточно може и пливањето да биде еден дел загревање, па подоцна да се оди кон другите по-лесни активности. Најразличните типови на вежби се можеби оние кои што најмногу го исцрпуваат телото, меѓутоа и такви се практикуваат. Ние сме свидоци дека имаме и некои теретани на отворено, кросфит вежбални и така натаму. Меѓутоа, што според вас треба да се практикува во лето и дали овие кросфит вежби се адекватни, посебно за временски услови од 34 степени Целзиусови, како што нели оди термометарот, или сепак можеби да оставиме во есента за вакви тешки исцрпувачки вежби да ги практикуваме? Кросфит е висока интензивен тип на тренинг со што бара голема физичка спремност и техника и секако дополнителен напредок во сето тоа. Не се препорачува за луѓе кои долго време немаат вежбано или пак имаат некаков здравствен проблем, односно здравствена болест, како што кажав. Тегова, да. Мислам дека треба тие да се консултираат со консултација од доктор да дојдат за тој тип на вежбање. Секако топлината реагира плюс, односно во овие летни денови треба се внимава на времето, на хидратацијата и секако на интензитетот. За отворено мислам дека не е премногу паметно да се вежба на отворено во овој тек од сезоната, но сепак во вечерните часови температурите опајаат, мислам дека не би имало никаков проблем за надвор. Така, вашата лична кариера почнала во ракометниот клуб Металург. Со ракомет сте почнале на само 10 години. Зборувавме сега за повозрастните генерации, меѓутоа колку спортот може да придонесе за развој кај младите луѓе, поточно кај децата, со оглед на тоа дека вашата кариера почнала многу рано? Така, според мене децата, според мене спортот игра многу голема улога во развојот на децата и не само физички, туку и психички и социјално. Јас сум најдобриот пример за тоа, бидејќи со ракомет почнав како што кажавте на 10 годишна возраст и токму од тој спорт јас ги стекнав дисциплината, истрајноста, самодовербата и тимската работа. Децата од спортот учат како е да доживеат победа, односно како да победат, но што е уште поважно, учат како да доживеат пораз, критика и грешка и како да продолжат понатаму со истото. Според мене, сепак мислам дека спортот треба да е нешто во кое што ужива детето, а не дополнителен притисок, така што треба да стремиме да создадеме здрави навики за децата, дисциплина и позитивна реакција кон физичка активност и додека и ако успееме да го направиме тоа во најрана возраст, сме успеале да дадеме добра основа за понатамошниот живот. Така, вие сте биле дел од квалификации за европско, светско првенство, имате интернационални ангажмани, ПАОК Грција, потоа во Австрија, Јагодина, Србија и така натаму. Колку ви недостига да сте на теренот со оглед на тоа дека сте се уште млада? Ракометот ќе биде за секогаш голем дел од мене, бидејќи со ракомет се занимавав повеќе од 15 години и нормално е дека ми недостасуваат тренинзите, надпреварите, адреналинот, тимот, тремата и возбудата пред надпреварите. Секако малце вие ми помогнавте со ова утринава. Добро, нормално не е во ваша средина. Да. Но во моментов
покрај фитнесот сум во тек на стекнување лиценца за ракометен тренер, со што сакам своето искуство, знаење и љубовта кон ракометот да ги пренесам на помладите генерации и на некој начин да останам блиску до спортот кој толку многу ми значи, така што иако ми фали теренот и играњето како професионален спортист, позитивно гледам кон новите предизвици. Значи би работеле и со деца, со младенци кои што можеби би ги бранеле и боите на Македонија како никогаш вие. Во моментов работите и како лиценциран фитнес тренер и кога станува збор за онаа спортска дисциплина, всушност велат дека е најголема потврда дека се сакаме себе си ако се грижиме за своето добробит и здравје. Ајде да ги мотивираме нашите гледачи без оглед на возраста, колку треба да му дадеме внимание и на телото, затоа и добро да не служи. Мислам дека грижата за себе треба да започне пред да се појави некаков проблем и дека мислам дека тоа треба сите да го сватиме. Не треба сите да имаме интензивен тип на тренинг или спортски цели. Доволно е да се најде некаква активност во која што се ужива, како што би било пливање, трчање, пешачење, јога или било што друго кое што ни представува задоволство. Јас би кажала дека никогаш не е доцна да се почне да се инвестира во самите себе и дека тоа секое вежбање треба да се прави долготрајно и да си го слушаме нашето тело. Јас ви благодарам многу за денешното гостување и ви посакувам повторно да се најдете на трибините, зошто да не и како тренер, а се разбира и понатаму да бидете дел од репрезентацијата на Македонија токму преку оваа активност и зошто да не водите кон злато. Ви благодарам многу и на вас.